Персонална експозиција на респирабилни цврсти честички на урбаната популација во Скопје и Тетово и мониторинг и мапирање на бучавата во урбаните средини се два проекти кои Министерството за животна средина ќе ги реализира во соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Во поглед на влијанието на загадениот воздух врз здравјето на населението, проектот треба да резултира со дефинирање на честичките кои го загадуваат воздухот, со што ќе се знае и нивното потекло. Ќе знаеме точно и влијанието, тоест процентот на загадувачите на амбиенталниот воздух. Така што знаејќи ги тие проценти, точни проценти, нема веќе да се шпекулира во јавноста кој колку влијае во загадувањето. Туку ќе знаеме точен индикатор и ќе можеме после да изготвуваме планови во таа насока. Загадувањето на животната средина е проблематика на која Универзитетот Гоце Делчев работи од основањето, а соработката со Министерството за животна средина е постојана, изјави ректорот Блажо Боев. Но договорот за кој денес уга да потпиша соработка со Министерството е значаен поради тоа што Универзитетот влегува во една заедничка програма на повеќе универзитети и научни установи. Ние од своја страна како универзитет, бидејќи имаме исклучителна квалитетна, да кажеме, опрема, лаборатории и кадар и знаење во оваа област, и самите делуваме во насока на подобрување на условите во животната средина, и јас слободно ќе најавам дека во оние средини кај што делува универзитетот, тоа е делот на Југоисточна Македонија, ние ќе развиеме телеметриската мрежа, значи сами ќе развиеме телеметриската мрежа и ќе ги дадеме информација на Министерството за животна средина, сите ќе ги добиеме со нашите станици кои ги располагаме како универзитет, и со таа програма ќе помогнеме максимално во поглед на заекнувањето на капацитетите на Министерството за животна средина и неговите врски со универзитетите и со научните установи во Република Македонија. Професори и студенти од техничките и биотехничките науки ќе бидат вклучени во истражувањата кои ќе се вршат во лабораториите во кампус 4. Таму ќе се врши селекција и ќе се испитува концентрираноста на честичките кои се присутни во воздухот во Скопје и Тетово. Постои голема разлика меѓу амбиенталните концентрации и концентрациите на кои што реално се изложени луѓето. Благодарение на нашите односи, значи не секогаш, и на нашиот начин на живот, не секогаш ги следиме концентрациите на цврсти честички и не мора, ако надворе многу загадено, истото да се пренесе на населението. Ние сакаме повеќе со овој проект да му овозможиме на Министерството да може да донесува мерки во правец на непосредна заштита на населението. Буџетот за двата проекти е околу 2,5 милиони денари, истите ќе се реализираат во период од околу една година, со споредбени податоци за загадувањето на воздухот во летниот и зимскиот период. Резултатите од истражувањата во голема мера ќе го олеснат делувањето на Министерството за животна средина во период на зголемена аерозагаденост. Универзитетот Гоце Делчев покажа дека инвестициите што ги направи и во материјални и во човечки ресурси за јакнење и акредитација на лабораториите во сите сфери на животната средина, значи од сите медиуми, ги дава резултатите, веќе е препознаено и од министерствата, меѓутоа и надвор од државата, и ние во тој правец ќе продолжиме како министерство да ги поддржуваме нивните напори, затоа што веруваме во тие резултати, во нивните анализи, и нашата основна цел е поддршка на научната заедница и доказ дека Република Македонија во тој правец се движи во вистинска насока, и понатаму оние лаборатории што се набавија ќе биде исклучително важно сега со овие проекти да ги покажат сите своји капацитети. Проекција на Министерството за животна средина е овие проекти освен во Скопје и Тетово во иднина да се прошират и во други градови каде се планира и поставување мрежа на мерни пунктови за аерозагадување и бучава.